Не знам во кој виртуелен свет овие патишта се изградени, ама во реалниот свет во кој што живеат граѓаните на Република Македонија, ова сигурно не е изградено. Бројката од 1300 километри, која што вие велите дека сте ја направиле нови патишта, е толкава лага, заради тоа што вие сметате дека македонските граѓани не се возат по патиштава, па не знаат каква е реалната ситуација. Господине Ковачевски, во вашето видео и во вашето експозе толку многу лаги има, што во видеото беше прикажано и автопатот од Скопје до Тетово кој што направен пред многу години. Еве го тука министерот за транспорт. Пред една недела го фатив директно во лага, каде што тврдеше дека е пробиена трасата на автопатот Кичево-Охрид, па од лице место му покажав дека трасата не е пробиена и дека тоа е директна лага. Господине Ковачевски, све што правите вие на тој автопат од Кичево до Охрид е само што склучувате анекси и црпите милиони, а не можете да го завршите 6-та година додека сте на власт. Оно што исто така вреди да се напомене, дека лагите не запираат тука. И ова што го кажа премиерот не се само целосен аспект и целосен дел на лагите. Во тоа ваше видео вие прикажавте дека сте направиле, односно сте го реконструирале регионалниот пат Свети Николе Клучка во населба Карпош, а све што сте направиле сте го реконструирале надвозникот на селото Проевци. 1300 километри патишта кои што оваа влада ги реконструирала е бројка која што е истресена од ракав и која што нема никаква врска со реалноста. Она кое што вие го направивте за автопатиштата, што сменивте името на еден автопат во Пријателство, кој што само го расчистивте автопатот Миладиновци Штип и удривте чочек на автопатите и ставивте патарин. Ништо друго не е направено. Освен што сте мрзеливи, криминални сте и патолошки лажговци. Излажавте за над 80% од патните правци кои што ги прочитавте тука. И затоа сакам да ве повикам, токму од оваа собраниска говорница, на овие пратенички прашања, се што ви даде министерот за транспорт да прочитате со километража, после завршувањето на седницата да го постирате на вашиот Facebook профил. Да видат граѓаните кој патен правец е рехабилитиран, кој е изграден, со колку километри, па за да можеме, заради тоа што вие одбивате со нас да одите по тие патни правци, заради тоа што министерот за транспорт одбива да дојде со нас на тие патни правци на лице место да извршиме увид, стајте ги на вашиот Facebook профил овие ваши патишта кои што сега ги прочитавте, па да отидеме заедно, еве ние како пратеници заедно со граѓаните и директно од терен да ве соочиме со вашите лаги, за да видите дека тоа кое што вие го кажувате тука од аспект на 1300 километри изградени патишта е ништо друго освен една сурова и брутална лага. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања.